Заклучно од декември 2014 Сдруженијето ХОПС Опции за здрав живот Скопје започна со имплементација на проект финансиран од Европска унија преку програмата за прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Косово. Именно станува збор за проект превенција од ХИВ и употреба на дроги помеѓу граѓаните од пограничниот регион. На територија на Република Македонија проектот се спроведува во 4 општини. Тоа се општина Куманово, општина Тетово, Гостивар и градот Скопје. Значи ХИВ-СИДА не е само национално прашање, не е прашање на една држава. Ние живееме во еден глобален свет, каде што луѓето секојдневно комуницираат. Баш по ниме рајонали вет-ветиот ке се аномалит шошероре, докорит негативе че шош дрога да иви, оште е помоншме че парандалјување че се но кемни баш по нем де рајонали, осен де штетрор. Посебно тука би го нагласа потребата од соработката со они кои што ни се први соседи, значи во конкретниот случај Косово. Ние сме сепак соседни земји, кои што имаме горе-долу исти менталитет и слични потреби на граѓаните. Затоа е важно локалните самоуправи да соработуваат. Превенција на ХИВ добро е да се соработува за да се разменат добрите практики. Република Косовос, дуке дитор се продорими осе, мамирте ми кеч продорими и другове, не ошни проблем рајонал за ботрор, за дуке порат невој че дуат мир дичка ни парандалим ка хартува по кандартува стратегит кондор продоримите другове. Мир по на аспектин нивели цендрор, дуке пор се ке но коште ми автушме ка линк невоја че крион стратегите нивелит локал, сепсе nuk ka dhon efekte, nuk ka qenë efikase kjo strategji për implementim dhe është mëse e nevojshme që programet, projektet dhe strategjit e nivelit lokal duhet të jenë të domosdoshme për kohën aktuale në cilën jemi. Се повеќе ми се чини дека на национално ниво работите малку потешко се минуваат, станува збор за малку по-робусни тела кои што бараат повеќе време и поголема вклученост на разноразни актери за да се променат некои работи. За разлика од тоа пак на локално ниво сведоци сме дека можеби експертизата на локално ниво и не е толку голема, но сепак постои поголема отвореност од страна на локалните самоуправи за планирање, односно за носење на одредени стратегии кои што ги таргетираат заедниците кои што се ранливи во однос на ХИВ-СИДА. Tekne ekzistojnë strategji nacionale, të cilat janë funksionale, mirë, por këto nuk janë të mjaftueshme. Sido që tjetë, ne kemi kuptuar që në nivelin lokal duhet të ekzistojnë strategjit lokale me qëllim të parandalimit, përdorimit të drogave në mënyrë sa më efikase. Секоја единица на локална самоуправа има своји специфичности во однос на она што значи преваленца и инциденца на ХИВ инфекцијата и употреба на дроги. Понатаму има своји специфичности во делот на она што може да ги понуди како сопствени ресурси во дел на материјално, финансиско. Градот Скопје веќе имаме 2 рунди на носење на локална стратегија за дроги кои што се реализираат прилично успешно со учество на сите релевантни институции, меѓутоа и здруженија на граѓани кои што спроведуваат програми за лицата кои што употребуваат дроги. Предложивме, изработивме и други стратегии и се водевме по начинот или по методологијата или по добрата пракса од изработката на стратегијата за дроги, која што беше 2007 до 2015 година, а веќе во 2015 година на Совет на град Скопје се изгласа втората стратегија за дроги, која што треба да трае до 2020 година. Овој пишан документ беше основа за предлагање на повеќе проекти кои што градот Скопје веќе неколку години ги поддржува и ги финансира. Тоа е советувалиштето за превенција од дроги, акциските планови во сите средни училишта кои што се спроведува на ниво на град Скопје.
потоа дневниот центар за рехабилитација и ресоциализација на лица кои потребуваат други. Исто така градот Скопје финансиски поддржува програмата за намалување на штети која што имплементира ХОПС, што е уште еден пример на одлична соработка на локално ниво и е прв таков и единствен во Македонија, каде што локална самоуправа поддржува ваква програма. Вклучувањето на локалната самоуправа во решавањето на проблемите со ХИВ е многу значено, посебно во овој момент, затоа што сите програми за превенција и третман на ХИВ-сида во Република Македонија во овој момент се финансирани од страна на Глобалниот фонд за борба против ХИВ-сида, туберкулоза и маларија, проект кој што завршува декември месец 2016 година. Она што ќе се работи во овие 2 години и тоа што се работи во моментов, во суштина е анализа на веќе постоечки локални стратегии и практики од страна на локалната самоуправа, од страна на јавните институции, но исто така од страна на невладиниот сектор во однос на активностите кои што се превземени за превенција од ХИВ. Конкретно превенција на најранливите заедници. Тоа што оваа анализа треба да го даде и извештај за постоечката ситуација на терен, а сето ова се спроведува заедно со партнерска организација од Косово и на крајот ќе резултира со една заедничка компаративна анализа која што ќе ги зема во предвид и двата региони, со цел градење на една социјална кохезија на регионот во однос на превенцијата од ХИВ.